Благодарам. Почитувани пратеници, почитувани министри, представници на владата, за овие пратенички прашања имам прво прашање кое што е до премиерот, кое што е до председателот на владата. И моето прво прашање до господинот Заев е следно. Господине Заев, кога ќе ставите ред во јавните финансии и дали имате намера да го сопрете ова страшно, ужасно трошење на народни пари за се и се што, и за политички пазарења, и за партиски вдомувања? На што конкретно мислам? Во моментов, во овој парламент, во овој законодавен дом, господине Заев, вашиот генерален секретар на партијата, Александар Кирацовски, заедно со други пратеници од СДСМ, е подпишан на законски предлог, со кој што во сите јавни предпријатија во Република Македонија, а ги има најмалку 101 низ цела Македонија, ќе добијат заменици директори, кои што ќе имаат кабинети, директорски плати, возила, возачи, асистенти, телефони, привилегии и бенефиции. До сега одевте една по една институција и ние тука во овој парламент ве прозивавме и велевме зошто во таа и таа институција некој ќе има 1000 евра плата, 1500 евра плата, и тоа го оправдувавте со молчење и ќутевте, затоа што имавте коалициони договори. Сега одеднаш сакате низ цела Македонија да воведете стотици и стотици нови функционери со кабинети, автомобили, привилегии и бенефиции. Тоа е скандалозно и тоа е срам. И не само тоа не ви е доволно, туку воведувате и амандман, предлагате амандман со кој што и локалните предпријатија на локално ниво, сите во Македонија ќе добијат заменици директори. Тоа е аздисување, тоа е забегување на власт, тоа е 10 пати поголем скандал од она што сакавте да го протуркате со бенефиции за пратениците, кој што власта го туркаше, а го повлековте затоа што имаше оправдана реакција на јавноста. Стотици и стотици нови функционери, нови директори сакате да им ставите на товар и на грб на граѓаните на Република Македонија. Господине Заев, имате влада со речиси 30 на министри. Имате повеќе од 50 советници. Имате сега стотици и стотици нови заменици министри, специјални советници, национални координатори, алиментирање на партиски политички потреби. Трошите огромни средства, досега како влада на граѓаните на Република Македонија. Им потрошивте досега повеќе од 5 милиарди евра. Од 1 јуни 2017, како избрана оваа влада, до денес потрошени се повеќе од 5 милиарди евра. Една шајка не е закована, една бандера не е направена. Ништо не е направено. Господине Заев, дали во вашиот план за живот, дали во вашата програма на народот и граѓаните им рековте дека ќе им воведете тука, каде пишува дека ќе им воведете стотици и стотици нови функционери, заменици директори, за да се пребивате со вашите коалициони партнери? Никаде. Во оваа програма, господине Заев, ветивте младинска гаранција. Рековте дека секој млад човек во Македонија ќе добие можност за вработување во рок од 4 месеци и понуда за вработување. Што направивте, господине Заев? Вработување добија децата на функционерите, наместо способните ги вдомивте шарените и луѓето не може да припарат на оние конкурси кои што ги објавувате. Господине Заев, со оваа политика која што ја водите на јадење луѓе по институции, вашиот министер за земјоделие го отпушти Цветан Трипуновски, татко на 2 деца, затоа што надвор од работно време се осмелил да држи пресконференции. А вашиот министер, кога беше дополнителен заменик министер во пржинската влада, секој ден по 10 пресконференции држеше, партиски и секакви, влакно не му фалеше. Како не ви е срам на вашите функционери да отпуштаат луѓе и да им забрануваат и во овој законодавен дом на луѓе кои што се вработени по службите да настапуваат по телевизии? Нели има слобода? Нели граѓаните може да бидат граѓани?
Има специфични институции, знаеме кои се војската, полицијата, кои што не може да се ангажираат партиски. Но вашата страховлада наметнува атмосфера каде што луѓе не смеат да излезат и да кажат, каде што не смеат по телефон да се јават по програма и да кажат што мислат без некој да ги натепа и да им скрши 3 заба после тоа. Второто не заврши колешка Милевка, го претепаа човекот пред 10 дена со 3 скршени заба, затоа што се јавил во програма и да каже нешто против премиерот. Не е завршено, ужас се случува во Македонија. Секој ден луѓе се жалат, секој ден луѓе се плачат. Второ прашање, исто така до премиерот Зоран Заев. Господине Заев, се однесува на кадровската политика како председател на СДСМ и председател на владата. Директно прашање. Господине Заев, дали конкурсите за вработување на централно ниво и на локално ниво се наместени за членови на Социјалдемократскиот сојуз? Дали општинските организации на Социјалдемократскиот сојуз одлучуваат кој ќе биде каде директор и кој ќе биде каде вработен? Господине Заев, имаше огромен број неизвештаи по медиумите, сведочења, дописи, каде што се вели дека општинските организации на СДСМ одлучуваат кој ќе биде наставник, кој ќе биде наставничка, кој ќе биде полицаец, кој ќе биде во професионална војска, кој ќе биде вработен во град Скопје, кој ќе биде вработен во општина Струмица. Моето прашање до вас, господине Заев, како председател на СДСМ и председател на владата, е кој ја води кадровската политика на СДСМ со име и презиме и дали и што одлучува вашата кадровска комисија на централно ниво? Кој е шеф на кадровската комисија на СДСМ на централно ниво и како ја водите политиката кадровска на локално ниво? Како се случува апсолутен приоритет да имаат децата на функционерите на СДСМ? Десетици и десетици скандали по јавноста, десетици и десетици реакции, поплаки, народот ја губи вербата. Сите идеали на шарена револуција се погазени. Она што беше скандирано нема правда, нема мир, е една потрошена фраза, излитена фраза во која што никој веќе не верува. Третото прашање, исто така до председателот на владата на Република Македонија, господинот Зоран Заев. Господине Заев, моето трето прашање е следно. Што направивте конкретно за албанците во Република Македонија? Ве прашувам по трет пат од оваа говорница, 3 пати до сега еден конкретен говор немате да кажете. Добивте огромна доверба од албанците. Албанците ве поддржаа, верувајќи дека ќе има проекти, дека ќе има вработување, дека ќе има безбедност. Во моментов, албанците низ цела Македонија се разочарани од вас. Во моментов нема безбедност во тие средини, во моментов се случуваат неразрешени убиства, пукања, се случува дека пајакот ја удрил полицајката, се случуваат скандали на локално ниво. Се случува фијаско ваше во Арачиново, каде што вашиот председавач на Совет се жали секој ден од вашата градоначалничка, чиј што мандат е тотално фијаско и тотален дебакл. Да имате избори во Арачиново, каде што добивте 3000 гласа, сега не би добиле и 1000. Имате екзодус на луѓето од Липковско. Гостивар е на црна листа. Ништо немате направено за Гостивар. Немате една фабрика донесено во албанските средини, исто како што немате ниту во македонските, ниту во ромските, ниту во турските, ниту во српските, бошњачките или било кој. Немате проекти низ цела Македонија. Моето прашање конкретно е: што конкретно имате направено за албанците во Република Македонија, затоа што тие луѓе, како и сите граѓани на Македонија, се чувствуваат разочарани, се чувствуваат изневерени и чувствуваат дека едноставно биле излажани со сладката реторика која што имавте во програмата за живот. Рековте живот за сите, донесовте иселување, донесовте екзодус. Македонија се иселува како никогаш порано, заминуваат цели семејства, заминуваат младите, заминуваат средовечните, луѓето се ги отпишуваат децата од школа. Тоа се моите 3 прашања. Благодарам. Пратеникот постави 3 прашања, 3 прашања се до премиерот на владата. Има